Добро ве најдов во уште еден подкаст преку Тасевски. На сите ни е очигледно многу работи ни се преку тасета, но денес одиме со нешто малку поразлично. Идејата е после секој трет гостин да одам со едиторијал. Тоа значи дека сам ќе се обратам на широката македонска јавност, значи сам против сите, без престан, ќе мелам 300 на саат. На почеток, како и секогаш, ќе ги поздравам, тоест ќе ги испочитувам моите спонзори, пицерија Портофино, бесплатна достава дома за пицата, што да ви кажам, ви кажав до сега, значи кој пробал пица пастрмајле или сендвич од Портофино станува автоматски попаметен. Остај тоа што станува попаметен. Него пицата има едно терапевско лековито дејство на оној што ја јаде, значи ако е лут нешто, озлојаден, нервозен дента, лошо му тргнало, му ја гребнале колата, ваму таму го изнервирала жената, девојката или обратно, значи пробуеш и зедуеш една пица, фамилиарна ја маваш сам, ти паѓа притисок, од што е убаво ти доаѓа и почнуваш да дремеш. Како дремеш? Пазете, тука не завршува приказната со пиците од Портофино. Како дремеш, така ти пак ја сањаш пицата што си ја јадал. Едва чекаш да се разбудиш, за пак да нарачаш пица и пак да ја јадеш. Вториот мој спонзор, оној кој што ме облекува, за жал, не се наоѓаат многу такви што би ме соблекле. Тоа е бутик Forever 19. Ви реков дека тоа е, мислам, како да ви кажам, имаат феноменална женска и машка колекција. Така жените многу така и поотмена женска колекција, онака по што се вика casual, по така за секојдневно. Но карактеристично е тоа што која девојка се облекла во Forever 19, одма го нашла принцот на својот живот. Кој на конј, кој на магаре, но сепак принц. И не само тоа. Туку, например, е последен случај, не дека само девојки се облекуваат, па одма ги наоѓаат, после од која ќе се облечат, одма ја наоѓаат љубовта на својот живот. Туку, например, пред некој ден една жена на своји 72 години зема, купи од колекцијата на Forever 19, следниот ден дошла у бутикот да ги части затоа што го нашла човекот на својот живот, инаку била вдовица 30 години. Замислете, човекот на незиниот живот е Хозе Андре Леандро де Соуса, 30 годишен колумбиец, латино фраер. Знаете каков, можете да сањате вие помладите за таков фраер. Ма која влегла, мислам сега ми како оваа женава 72 годишна внатре. Па тоа од пудрата бело и останало на носот, нели, што се од што била вон себе од среќа и тоа бело на пудра на носот. И ги почастила сите, цело мало го почастила таму. Толку, мислам, не треба повеќе да користам, нели, фалби да ја изрекламирам, да го изрекламирам мојот спонзор бутикот Forever 19. Што е сега идејава на овој едиторијал? Идејата е да се осврнам на некои важни настани кои што го обележале, пример, последниот месец или последните недела две, да давам еден свој коментар на сите тие работи. Оно што го одбележа минатиот месец беа изборите, претседателските избори во Соединетите Американски држави, во кои што брутална победа однесе Доналд Трамп. Освои, мислам, тоа беше фасцинантно колку повеќе бодови или, како се вика тие, електоријали освои од неговата соперничка Камила Харис, од Демократската партија, буквално ја победи секаде каде што можеше да ја победи, тоест ја искина како свиња кеса, да, простите на изразов. Иако пропагандата што се одвиваше пред изборите, што ја ширеше и она либерална Америка и оваа Европа, Европска унија која што е, нели, денеска на власт, а либерална Европа, пропагандата зборуваше сосема нешто друго, дека на Трамп му се заканува катастрофален пораз, излезе се обратно од она што го тврде и затоа сега што се вика
и американските либерали, неолиберали, како и овие европските, што се вели се на бандаши. Толку се на бандаши, толку се исплашени од првите потези кои што ги најави Доналд Трамп, дека ќе ги залади односите со Унијата. Тој смета дека Унијата од секогаш ги искористувала Соединетите Американски држави на штета, на нивна штета, и намали дека ќе им го затвори малце ова славината на чешмичето и дека не треба веќе Европската Унија да очекува поддршка од администрацијата на Доналд Трамп. Иако европските лидери се прават малце мутави, кои што продаваат некој тамо демагогија дека ете се уште очекуваат нели од американските држави дека ќе ги поддржат, дека и понатаму ќе учествуваат како до сега во снабдувањето со оруџје со помош на Украина, дека ќе одржуваат, така да кажам, топла таа војна, дека и понатаму ќе ги снабдуваат украинците со оруџје, значи глумат лудило. Оно што го најавија неколку од оние кои што веќе Трамп ги назначи за негови помошници, десни раце министри како сакате, или не знам, овие што се секретари за национална безбедност, директори на безбедносни агенции, го велат токму спротивното, дека на таа војна треба да дојде крајот. Самиот Доналд Трамп во кампањата најави во една прилика дека со на Украина што сме ја знаеле до сега дека е готова. Некои негови помошници изјавија дека, сега не ги знам по име, нема да ми замерите, изјавија дека војната веднаш треба да запре, веднаш треба да се одреди демаркациона линија, треба да се одреди тампон зона во која што ќе се гарантира после завршетокот на војната на Русија дека таа Украина што ќе остане каква и да биде, дека ќе биде неутрална, дека нема никогаш да влезе во Северноатлантскиот сојуз и со тоа да му се даде пас на Путин да прифати евентуално мировни преговори, што мислам дека на цел свет добро ќе му дојдат. Таа војна веднаш да престане, ако се земе во предвид жртвите кои што ги трпи во последниве неколку месеци, особено Украина по нивното влегување во областа Курск. Интересно е тоа дека исто како и Путин, кој што европските политичари или таа европска демократија го процени погрешно, исто така го проценија погрешно и менталниот склоп на Трамп. Забораваа дека Трамп е бизнисмен, кој што верува во едно начело дека тој може само да победи ако сите други изгубат. Во таа смисла, тој зборува за еден нов, во наводници би рекол, релативно сватете ме, изолационизам на Америка, во смисла да ја спаси американската економија, затоа што размислува бизнисменски, во смисла дека ќе покачи царини на европските производи, он посочи конкретно и за автомобилската индустрија, за све, со цел и за други, нели, ќе ги покачи царините и за многу други производи кои што доаѓаат во Европа, за да може да ја зајакне собствената внатрешна економија. И така да Европската Унија, бирократите од Европската Унија се најдоа во небрано, или го обра бостанот, јас би кажал, во смисла дека се доведоа во една страотна губитничка позиција. Тоа значи дека најголемиот мак во Европската Унија, Германија, со оваа победа на Трамп го донесе Шолц и неговата братија, буквално во состојба на пораз. Најверојатно тие следните избори што ќе бидат во Германија, не знам кога се катастрофално ќе ги изгубат. Па затоа можеби Шолц и побрза пред неколку дена да се сретне со Путин. И тоа претходно го најави на една германска телевизија, што значи дека мечката почна да игра на нивниот прак, сватија дека со желба да им удоволат да му удоволат на класниот, на нивниот, како да кажам, мецена од 45-та година навака на Соединетите Американски држави, фактички ја донесоа Унијата и нормално со своите либерални политики, ја донесоа Унијата пред состојба на колапс. Замислете, оние кои што гледаа во Владимир Владимирович Путин сотона, овие изминати 2,5 години, 3 од почетокот на војната во Украина, одеднаш еден од тие му отиде на баци рака и отиде да разговара со Путин.
На истиот тој, кому претходно овие сите години му ставаа санкции, се обидуваа да го уништат на секаков начин. Изгледа дека на тоа му дојде крајот и дека најверојатно полека се опаметуваат, но мислам дека е тоа многу задоцната реакција, затоа што Европската Унија ќе си ја плати цената и тоа ќе плати висока цена за тоа што не само изминативе декади, што играше онака како што им свираа Соединетите Американски држави, туку ќе ја плати цената и на нивната, би кажал, нивната слепа послушност во исполнување на задачите кои што им беа делегирани, глобално политичките задачи, како и оние останатите, кои што им беа делегирани од Соединетите Американски држави. Во меѓувреме, знаете дека сега е, мислам, не сакам да се има впечаток дека навијам за некој, но за ова зборував и пред 2 години, пред 5 месеци, пред 10 месеци, дека ова ќе се случи, дека едноставно Путин не може да ја загуби војната во Украина, она што пропагандата на колективниот Запад, така да го наречам, го тврдеше спротивното сите овие години, дека Путин е пред колапс, дека Русија ќе колабира, дека економијата ќе им пропадне, дека Путин ќе го тргнат од власта, дека ќе му направат пуч, дека ова ништо тоа не се случи, напротив, оваа година руската економија ќе има, замислете, пораст од 3,9% во ситуација на санкции од колективниот Запад, од западниот свет и во услови на војна и на, како се вика тоа, воен буџет, воена економија. Што значи дека победникот веќе се гледа, а најголемиот губитник од оваа војна, би рекол, секако дека е Украина и веднаш по неа Европската Унија. Позитивната работа, ајде така да кажам, пак не ме сваќате дека сакам да навивам за некого или не, немам некое одредено мислење во однос на тоа Трамп како председател, не знам ова она, затоа што знаеме дека американската политика во многу случаи председателите, особено по атентатот на Кенеди па наваму, председателите на американските председатели се обично луѓе кои што биле ставани со кран, тоест тука влегува во оптек поимот на онаа длабока држава, кога се верува дека во многу случаи, што се однесува до глобалната политика и до некои внатрешни овие политички и други акции, кои што се од витално значење за националната економија и безбедност, дека се влечени од некои луѓе во сенка, моćни елити, кои што веројатно велат теоретичариве на заговор припаѓаат во тој банкарско-финансиски, воено-индустријски комплекс или во тој сектор, кои што наводно нели ги влечеле конците и понекогаш тие се тие вистинските луѓе кои што ги носат одлуките зад нивниот лик во јавноста, зад нивниот параван во јавноста или за функцијата која што тие ја нарекуваат председател на Соединетите Американски држави. Затоа и немам некое мислење, ќе видиме што ќе се случи понатаму, да не преодицираме, да не прогнозираме, прогнозите може да бидат неблагодарни, но она што сакам да го кажам е дека ако има нешто позитивно, да кажеме во победата на Трамп и победата на републиканците и победата на една таква политика, по-конзервативна, по-традиционална, која што гледа да ги спаси американските вредности, кои што во минатото ја направија Америка она што беше голема, која што ја става Америка на страната на правдата, кога тоа се смени после децении, Трамп као е на идеја дека може повторно да направи Америка таква, која што ќе биде солидарна на некој начин, која што ќе учествува во градење на светскиот мир, а не во негово разградување и евентуално во туркање на светот во некоја, не де Боже, нуклеарна катастрофа. Значи, најпозитивната работа
според мене, која што ќе донесе оваа промена во една од најмоćните држави во светот, ако не и најмоćната, Соединетите Американски држави, е тоа што со отклонот што ќе го направи Трамп кон надворешната политика, кон мешањето на Америка во сите можни надворешни прашања помеѓу мали и големи држави, помеѓу поголеми и поголеми држави, помеѓу големи и големи држави, помеѓу суперсили и суперсили, најголемата работа, мислам, придобивка ќе биде тоа што многу помали народи од помали држави можеби ќе им биде дадена шансата да не се повторно да ги приграбат, повторно да се приклонат кон своите културни, национални образци, кои што сиве овие години изминати, да не кажам и 2 или 3 декади, им беше кажувано, наредувано, беа уценувани и манипулирани да се отклонат, да се тргнат, да ги забошотат, да ги на некој начин да ги неутрализираат тие своји стремежи кон тие своји културни, национални образци, традиционални образци, се со цел да се приклонат кон една лудачка идеологија на либералите кои што ја промовира сите овие години под плаштот наречен европски вредности, кои што само по себе една идиотска синтагма која што ништо не значи, затоа што сите ние кои што живееме на европското тло сме европјани по ДНК и веројатно сите ги делиме, затоа што овде и кај нас поминувале многу војски, имало мешање на многу народи, многу историски настани биле измешани големи и мали, така што лудо е да не се верува дека ние што сме на Балканот, дека не ги делиме истите вредности, без разлика дали сме дел од таа фамозна Европска Унија или не. Ако веќе има некој НЗС, ако веќе збориме отворено на некои европски вредности, кои што ја карактеризираа таа Унија, тогаш се тие всушност на некој начин невредности, затоа што она што е одбележувало Европа, таа западна Европа, моćна Европа, католичка Европа, така да кажам, изминативе векови, тоа била желбата за владење над другите народи, тоа бил колониализмот, значи наметнување на својата волја, своите вредности со помош на брутална сила, како на европско тло, така и на другите континенти каде што имале своји колонии. Истата таа политика беше продолжена изминативе 3 декади. Ние тоа го осетивме како македонци на своја кожа. Значи тоа беше истата колонијална политика, само не со помош на оружје, со сечење раце, како што правил Леополд II во Конго, со не знам какви геноциди, не знам, на британците во кај Зулу, овие племињава и така натаму, туку на еден многу по-перфиден и по-софистициран начин, кога ние бевме, како да кажам, дел од тие нивни мети, таргети, со нивни јазик речено, кај што требаше или треба, се уште сме под тој притисок да се откажеме од се она што е наше, што не обележува како посебен народ македонци, со посебен идентитет, кои што биле присутни во светската цивилизација уште пред векови, дури пред нашата ера, и сега замислете некои кои што немаат толку далечно сеќавање колективно како македонците, 3 декади се обидуваат нас да ни го избришат нашето колективно сеќавање, што само по себе од една страна е тотално тирански, тоталитаристички, од друга страна, а од трета страна баш добро што е тоа невозможно да се направи со сета сила и моќ што имаат, затоа што секогаш така е конципиран светот, веројатно оваа вселена, секогаш кога човекот ќе претера во нешто, ќе се случи нешто или некоја друга сила која што таа владеачка, да кажам, мејнстрим политика или сила, вредности, едноставно некој настан, друг пак предизвика на човекот, ќе ги тргне од пиедесталот и едноставно на тоа место ќе донесе нови вредности. Дали тоа ќе биде преку
не знам каква културна револуција, дали тоа ќе биде преку војна, најчесто преку војна, затоа што културните револуции се малце повеќе мит отколку што се стварност, најчесто преку големи војни се прераспределувала моќта и цивилизацијските вредности меѓу народите и меѓу луѓето, па така некои што биле мали, после векови доаѓале, станувале големи, владееле со светот, па подоцна тие истите цивилизации или држави големи или империи пропаѓале за на нивното место да доаѓаат други. Тоа е едноставно еден циклус кој што го карактеризира целото човеково постоење, целата светска цивилизација од низината зора па се до денес. Во таа смисла велам дека баш супер што тие сили, неолиберални, либерални, не знам како да ги наречете, кои што ја измислија глобализацијата со цел суперсилите да владеат со сите останати во светот, да ги владеат преку еден пазар, преку еден сет на вредности, дека токму таа глобализација прашање на време беше дека кога ќе изроди својата контратежа или сила на реакција, наречена локализација или традиција или повторно враќање на суверенитетот, што значи дека една од придобивките на оваа победа на Трамп, затоа што и самиот дава изјави дека идејата е да Америка да се сврти кон себе, значи кон своите вредности, да ги сврти очите кон себе, затоа што е свесен дека Америка е страшно поделена земја, како етнички, така политички, најмногу во однос на богатството, земја каде што има страот на сиромаштво и неверојатно богати луѓе кои што едноставно никој од нас не може ни да замисли, да си ги представи во глава сметките во нивните во банките што ги имаат или нивните богатства во недвижнини. Во таа смисла, свртувајќи се Америка преку Трамп, свртувајќи ги очите кон себе, веројатно ќе остави простор на незините довчерашни сателити, така да кажам, сатрапи, исто да ги свртат очите кон себе и да повратат дел, кој помал, кој поголем дел од својот суверенитет што го отстапува постепено или одеднаш изминативе 30 години, 30 и кусур години, 35 години од падот на Берлинскиот зид навака, кога почна сето срање, кога светот остана без вториот пол, кој што одржуваше таков баланс, каква таква рамнотежа, мислам во она време на двата спротивставени геополитички пола, на едниот Соединетите држави, на другиот поранешниот Советски сојуз. И едноставно се случи тоа што се случи, кога Соединетите држави останаа сами на овој свет, кога нема, така да речем, свој предизвикувач со двете на нив по сила, кој што може да ги предизвика или кој што барем ќе ги држи во состојба на внимателност, на пристојност на некој начин, во состојба на одвраќање, да не преземат некои дејства што можат сериозно да ја нарушат рамнотежата во светот и да нарушат безбедноста во целиот свет. И токму тоа почна да се случува 35 години по падот на Берлинскиот зид, кога ѓаволот ќе однесе шегата, и добро е и логично е што и правовремено би рекол реагираше Русија во вистински момент, кога му даде до знаење на колективниот Запад, пред се на Соединетите држави, дека повеќе тој свет кој што они го изградија по падот на Берлинскиот зид, дека повеќе не може и не смее да постои, затоа што неминовно ќе доведе до голема цивилизацијска катастрофа. Токму во тој поглед, еднаш и во некој моје обраќање во некоја видеоролна на Facebook го кажав, може би велам, со доаѓањето на Трамп на власт, драстично се намали опасноста од почнување на некој евентуално нуклеарна катастрофа, некој нуклеарен Армагедон,
Пак ќе кажам, ќе видиме, затоа што има уште едно жариште во светот, кое што е страшно невралгично и кое што може да донесе до страотна ескалација во поголеми размери, тоа е геноцидот во појасот Газа и она што сега се одвива како војна на територијата на Либан. Факт е од друга страна, затоа велам треба да се отвараат 16 очи и да се гледа објективно на доаѓањето на Трамп на власт, да не се ставаат премногу надежи, очекувања да не се има премногу однапред, затоа што да се разбереме, лобито, израелското лоби околу Трамп е исто така моќно. Тој има околу себе сега кои што ги назначи на високи позиции одредени политичари кои што од секогаш биле, како да ви кажам, заколнати поддржувачи на политиката на Израел кон Палестина и кон нивните околни непријатели. Така што не верувам дека иако има најави од администрацијата на Трамп, да се разбереме, неговата инаугурација ќе биде, не знам, тамо некаде декември или појма немам крајот, или јануари, не ме држете за збор, има некои најави дека и таа војна, тој геноцид треба да сопре веднаш, но читајќи или очитувајќи до сега како се однесувале американците кон непријателите на Израел и со колку, би рекол, маски излегувале во јавност, а сепак во суштина знаеме дека се страотни поддржувачи на Израел, дека едноставно Израел без американската помош значи не би бил ни 20% од она што е денес како војна сила. Затоа велам да видиме што ќе се случи во прашање и по прашање на војната во појасот Газа, во окупираните области на западниот брег и во Либан, затоа што тамо на вистина последниве месец-два страотно ескалираше состојбата, кога Иран покажа со оној воздушен напад, со неговите ракети Фатах, дека и те како може да ја загрози со неговиот напад на двете американски војни бази, едната во Сирија, другата во Ирак. Фактички тоа беше показна вежба не толку за израелците, колку за американците, дека и те како можат сериозно да им нанесат штета доколку американците не го сопрат Израел во неговите колонизаторски или освојувачки овие агенди што ги има кон целата таа територија. И во поглед на војната во тој регион, Европа веќе почна да плаќа висока цена, да се разбереме. Гледаме изминативе недела, две, пред некој ден, како таа криза на западниот брег во појасот Газа, како поради тој геноцид што се одвија тамо врз палестинскиот народ, како целата таа криза се преточи на спортските терени ширум Европа. Гледаме како се дочекувани израелските спортисти, фанови во европските градови каде што гостува некој израелски клуб или израелската репрезентација, како што беше во случајот пред ден-два кога Израел гостуваше во Париз. Значи тоа предизвика огромни немири, огромни демонстрации околу Стад де Франс, стадионот во Париз, со немири на трибините, значи политичкиот дискурс, наратив, жесток, брутален се преточи на спортските терени. А сите ние кои имаме, кои сме генерација родени 70-тите и кои што памтиме како се распадна една држава наречена Социјалистичка Федеративна Република Југославија, знаеме дека приказната прво така започна. Она што се случуваше скриено под површината, што се случувало десетина години, почна прво да излегува и да се манифестира на спортските терени. Кулминацијата во тоа време беше онаа брутална тепачка помеѓу навивачите на Црвена звезда и Динамо на стадионот Максимир во Загреб, кој што практично беше на символички начин почеток на тие немили настани од стадионот Максимир, беа на 91 година на некој начин символично го
објавија почетокот на граѓанската војна во Југославија и после сите знаете тоа како заврши. Сакам да кажам дека Европа допрва ќе плаќа цената, Европската унија, европската бюрократија допрва ќе плаќа цената за своите двојни аршини што ги имаше. Допрва ќе плаќа цената за својата дискриминација што ја практикуваше кон сите останати. Има некој проблем? Океј, продолжуваме, а дека сум зборам кон навиен, ама нешто Александар ми изреагира, па ја мислев дека има некој проблем, нешто да не кажа, да не зборам нешто погрешно. Не е битно. Што сакав да кажам? Дека таа европска бюрократија, благодарение на својот дискриминативен однос кон многу помали народи, на сметка на некои поголеми, нивни сојузници што ги сметаше, благодарение на нивните двојни аршини, нефер конкуренцијата која што ја практикуваше во многу области, особено во политиката, во големата политика, почна да плаќа својата цена, ќе плати цената и за својата либерална идеологија што ја практикуваше изминативе 30 години. Гледаме веќе дека тоа што се залагаа за толеранција, за почитување, за како да кажам, еднаквост, тоа што дозволуваа со години Европа да се населува со бегалци од разни воени жаришта, кои што доаѓаат од друга култура, друга цивилизација, друга верска определба. Гледаме сега како тоа им се одбива страотно од глава и набрзо многу е можно тие да почнат да го живеат истото сценарио што го живееше Југославија, онаа социјалистичка федеративна Југославија, од 91 до мировната конференција во Дејтон 95 година. Тоа се вика со свој камен по глава, она што си го правил на другите ќе ти се врати кога тогаш. Значи, она што тие го правеа, кога потикнува една меѓунационална, меѓуверска омраза, меѓу народите кои што живеа во таа Југословенска федерација, сега им се враќа на еден сосема друг начин, во еден сосема друг контекст и амбиент и ќе мораа да ја платат цената за таа своја глупост. Мислам дека може уште многу да се каже на овие теми, но не знам колку време зборам, добри 40 на минути, затоа малце ќе се свртам на она што ги обележа овие денови, последниве денови кај нас. И секако тоа е оној мега скандал. Тоа е оној мега скандал кој што одекна во јавноста, кога замислете една студентка по медицина, која што положила само 5 испити на медицински факултет, да ти била пријавена со лиценца од лекарска комора, лиценца истако на Маши кој што е лекар, била пријавена во некоја здравствена установа, некаде, и замислете, под нејзин надзор имала преку 1000 пациенти, од кои што 36-38 деца со возраст до 6 години. Ке речете дека е тоа, знаете, да сме некој средена држава, среден систем, па да се случи ваква работа и тоа адхок се случи, знаете, тоа ќе биде шок ден, два и тоа знаете дека ќе престани, повеќе никогаш нема да се случи, дури ако се случи у некоја нели средена земја, кај што се знае ред, поредок, коме ја онади мајка му и зашто, нели? Но кај нас, знаејќи со какви скандали беше, така да кажам, жигосано нашето здравство изминативе 30 години, зборам, какви све скандали имаше во здравството, какви све смртни случаи под неразјаснети околности на пациенти кои што никогаш не се разрешија и за кои што никој не одговараше, значи никој не отиде да лежи затвор. Сега ми текнува на оној лекар во каде беше тоа во Струга што правил абортуси на диво и
плюс тоа си имал обичај, ако више прави абортус, да извади некој орган фазла од ова што ја абортира, да може да се продае на црн пазар, нели, за трансплантација. Тоа кој знае колку го правил, никогаш не се дозна колку време го правил, колку органи така им здиплил на овие што им правил абортус, но го фатија. И мислам дека не ме држете за збор, мислам дека го осудија условно. Условно. Замислете. За таква работа. И ден денес, во одредени земји, во Азија, лета главата. Онака, судски, со процес, со судење, све по законот, и ти лета главата. И да не зборам за оној случај, не знам како заврши со оној дечкото во Штип, што му вадеа зап, што почина од сепса после 24 часа, и тоа, мислам, нешто се забошоти, не е битно, и сега ова, после она короната што се случуваше, со оние карантините, со оние, како да кажам, кампањи за вакцинација, кога никој не знаеше со што всушност се вакцинираме, а сепак ги вакцинираа луѓето, до ова што се случи сега пред ден или два, кога пукна овој скандал. И навистина, затоа е јавноста испаничена, затоа ова не е, ајде, добро, може секогаш да се случи, секому да се случи, ама знаете, више нема да се случи. Кај нас веќе тоа не е наративот. Затоа што ние знаеме дека се случувало, се случува и дека ќе се случи. Од проста причина што владее принципот на неказнивост. Секогаш тие лекари кои што правеле такви флагрантни грешки, кај што се губеле човечки животи, никогаш не одговарале за својата небрижност или негрижа или не знам што да кажам, ајде да не употребам некој потежок збор. И затоа кај нас историјата има навика нон-стоп да се повторува. И таа подалечната, и оваа поблиската, без разлика во која сфера, за која сфера правиме муавет. Така излезе дека после ова што се случи, нормално дека реагираат јавноста, реагираат луѓето, кој би отишол сега под нож после ова што се случи, пример да треба да се оперира негде во некоја болница, здравствена установа, приватна, државна, појма немам каква. Кога знаеме еден податок дека замислете на секој 100.000 луѓе во Соединетите држави дипломирале 8 лекари. На секој 100.000 луѓе во Германија дипломирале 10 лекари. На 100.000 луѓе во Македонија имате 600 дипломирани лекари само на Штипскиот медицински факултет и овој во Тетово. Тоа треба на сите, малце логика да употреби човек, треба да ни каже дека ѓаволот одам не однел шегата и можете да замислите колку шут, колку бофл роба има во тие 600 дипломирани лекари и на кој начин дипломирале. А сите многу добро знаеме дека до пред 20, до пред 30 години, минимум, до пред 30 години, значи човек, студент за да заврши медицински факултет, требаше да се окози или да се омачи. И мачињата да ги даде по комши. Толку тоа беше тешко, тој факултет да се заврши, толку беше, како да кажам, толку бараше напор од студентот за да дојде да го финишира своето школување на тие институции. Сега, по ова што го видовме во овој случај последниот, со оваа студентката со 5 положени испити која што се водела како лекарка со 1000 и кусур пациенти во скутот, така да кажам, излезе дека денеска кај нас изгледа можете да завршите медицински факултет без да го завршите средното школа. Така му доаѓа. Во таа смисла, ако се земе во обзир, ако се земат во обзир и оние на 100.000 граѓани, оние 600 лекари што дипломираат само во Штип и во Тетово на факултетиве, тогаш можете само да замислите каде би не одвела таа логика, или малце ако употребиме фантазија, каде би не одвлекла таа фантазија, дека во смисла дека повеќе овде мислам никој нема да се изненади ако утре откријат некој хирург
во некоја болничка установа, кој што до пред месец дена работел како автомеханичар. Правил редовен сервис, што знам за некој сервис тамо на познати коли. Ама ете така се разбудил еден ден и решил јас од денеска ќе се запишам на специализација, хирургија, ќе специализира. Никој нема да провери, знае дека никој нема да провери дали има завршен, дали уопште се појавил на медицински факултет, дали го пречекорил прагот на медицински факултет и дека сепак може да се надева на една солидна хируршка докторска кариера, нели? Затоа што околностите во кои што живее можат, ако е доволно луд, може да му е разбуда таа фикс идеја во глава од автомеханичар да се прешалта во хирург. И нема да ме чуди ако се случи една таква работа во своите гаражи да отворат хируршки ординации, со мој термин, наместо додите нели кај Филипче да се оперирате и да платите, не знам, десетици илјади евра за да ве оперира, ќе можете нели кај тој хирург, новопечен, така да кажам, кај негово гаража, да ве оперира за многу помалце пари, повеќе успешно или помалку успешно, но да ве оперира, да ви даде некаков надеж на живот, па сега може по грешка, наместо мозок, ако ви прави операција, наместо мозок може ќе врати рад капна внатре, место срце може карбуратор да ви уради, може некои делови да не останат, знаеш, да му останат фазла вишак, да не знае кај да. Но и во такви случаи, ако случајно може да понуди одредени погодности, ако случајно го загубите животот на хируршкиот стол кај него во автомеханичарската работилница, во гаражата, може да понуди поволности од типот на бесплатен погреб тука во каналот, нели, кај што претходно коли се врат, тука само еден врз друг така. И едноставно да поминете можеби поевтино, затоа што во друг случај можеби ништо поразлично не ве очекува ни да влезете ни во официјална здравствена установа, ако се земе во предвид кој се може да ве лечи, кој се може да ве оперира, и ако се земе во предвид во она време кога Дуи неприкосновено владееше во Македонија, само Господ или Аллах може да знае колку дипломи за завршен медицински факултет се дадени така, се купени, или одредени дипломци ги заслужиле тие дипломи на друг начин, вака или онака, но дипломи секако со сомнителен квалитет и со кадар кој што ти не знаеш кој е, не знаеш што е, а му го доверуваш што се вели она најскапото твојот живот. Да се задржам уште малку на оваа компарација, иако не е баш соодветна, но да кажеме, еве, тоа ви е исто како вашето, што знам, Порше, не знам, најнов модел, кој е Примавера, Вариола Вера, не знам кои се тие најнови модели на Порше, да го доверите неговиот сервис или поправка, да го доверите на тип кој што, на типче кој што до вчера има поправено велосипеди. Или бил точкар, сакам да кажам, пумпал гуми. Или пумпал нешто друго, не мора да биле гуми. Тоа ви е истата работа, иако пак ќе кажам, малце е споредбата несоодветна. Затоа користам можност, после овој скандал што се случи, и апел до владата на Македонија, особено до најголемата владеачка партија ВМРО-ДПМНЕ, да влезат во овие институции и на медицинскиот факултет, и во таа лекарската комора, и во сите здравствени установи, да влезат, што велам јас, не во ракавици, него да влезат со карате, да ги истресат до гола кожа сите документи, да ги евалуираат сите дипломски, сите тие специализации, како ги викаат тамо магистерски, докторски, шо да е, да направат една супер чистка,
да се откријат сите недоследности, сите курназлаци, сите лажни дипломи или купени или не знам како, несоодветно што се давале на луѓе кои што тоа, на студенти кои што тоа не го заслужиле, и веројатно тука ќе се откријат уште десетици, ако не и други стотици овие неправилности, да не употребам некој попежоративен збор, но секако дека обвинителството МВР, затоа што го слушнав сега баш кога беше и вчера, завчера и Тошковски, значи мора, го рече тоа министерот за внатрешни, значи крајно време е да воведеме ред, да се знае редот и законот оваа држава, да не може секој да прави што сака, затоа што така се губи довербата на граѓаните во системот во државата, како што се загуби довербата во судството, може довербата и во другите сфери, кон државните институции исто да падне на 1%, на 0,5% и да не реам. Затоа е, а особено во оваа област, во медицината, кај што, внимавајте, тука грешките, тука неправилностите, тука курназлаците нечии, особено на оние кои што управуваат со здравствениот систем во Македонија, тие курназлаци се плаќаат многу скапо. Да не ни се случува повеќе и понатаму, апел да се влезе брутално и да се испита се. Кога ќе се најдат неправилности и разни незаконски работи, тоа да се процесуира и по можност веќе да не се гледа кој стои за тоа кривично дело или било не знам какво прекршочно дело, туку да се постапи конечно, да го воведеме принципот на казнивост во оваа држава на голема врата. Така се враќа до вербата на обичните граѓани, на обичниот човек кон државата и институциите. Кога ќе видат дека оној што ја онаде лутката во летање, па ја врзал, дека таквиот, кога ќе одговара за своите нечесни дела или за своите зли намери или за сето зло, ако направил зло, ќе одговара за тоа зло што го направил кон заедницата, кон граѓаните, кон државата, кон сите. Зборувам 50 минути, без престан. Ова беше еден тренинг личен за мене. Ова е мој прв едиторијал во вакви рамки, значи што официјално во студио со камери, нели ќе се емитува на YouTube и така натаму. Обично јас, она што го правам на Facebook во моите видеоролни трае максимум, најдолгите ми траеле 25 минути и нормално таму има многу повеќе глупирање од моја страна, но ова беше една сосема друг формат. Сакав и самиот да се испитам дали можам ова да го направам релативно лесно, без да читам значи немам приготвен текст, не читам во идиот камера, што ја викаат, оти сега не може идиот да чита во идиот, значи идиот се поништуваат, ко плюс и плюс, што се нели, што се одбиваат. Така да, драго ми е ако што ме слушавте, и вака ќе биде веројатно еднаш во месецот ќе одам со едиторијал да направам еден коментар на се она што се случува, што е актуелно и што е интересно во сферата на јавниот живот и политиката во Македонија и во светот, и дека ќе бидам доволно инвентивен тоа на што покреативен начин да ви го представам. Драги мои гледачи од цела Македонија, ви посакувам пријатна вечер. Ова беше уште еден подкаст преку Тасевски со вашиот водител Сашо Тасевски. Се гледаме во следната прилика со некои гости.